Македонци, јас одам во Индија. Глава 25. Македонската војска, тргнувајќи од Персепол, удри на војсрамнината Ријана, разбркувајќи ги патем во станичките чети, составени од персијанци, бактрани, азиски скити и меѓани, стаса во Медија. Оттаму се префрли во Хирканија, област на јужниот брег на Каспиското езеро. Александар реши, плашејќи се да не му откажат македонците послушност, ако го продолжи патот, тука да постави логора и да ја даде на војската одмор за 3 недели. Така македонската војска остана во Хириканија 1 месец, откако се снабди со храна за луѓето и стоката. Александар прејде преку Парта и влезе во земјата на масагетите. Домородците, измешани со скити, поставувајќи засета и правејќи ноќни напади, жестоко го отежнуваа патот на војската. Судејќи по дрскоста на варварите и нивните смели напади, на македонските војници им беше јасно дека им предстои војна. И на вистина, на северниот дел на Бактријана и во Согдијана вриеше од варвари, коњаници и пешаци, кои тука од сите страни се беа собрале. Кратер, јавајќи начело на 1000 коњаници, 4 пати се судираше со масегетите, ги потиснуваше и ги уништуваше нивните засети. Во катадневните борби и престрелки македонската војска ги зазеде градовите Бактра, Аорно и Драпскак. Поставувајќи го Аминта, синот Николаев, за сатрап во Бактријана, Александар ја префрли војската преку реката Оксус и стаса во областа Согдијана. 3 месеци траеше борбата меѓу варварите и македонците. Се заврши со примирје, зашто Александар по крвавите јуриши и борби зазеде 6 градови во Согдијана, меѓу нив и Мараканда и Наутака. Еден од водачите на варварите, бактранинот Оксијарт, чија глава Александар ја уценуваше, дојде еден ден пред македонскиот логор. "Водете ме кај кралот," рече, "јас сум Оксијарт." Страшарите го зграбчија, го разоружаа и го врзаа. "Кој си?" праша Александар кога го виде варваринот пред своите нозе. "Оксијарт Бактранин. Ја донесов својата глава во замена за моето семејство, која го заробија твоите војници и го држат во градот на Утака." Кралот им се обрна на стражарите. "Одврзете му ги раците и дајте му да јаде." Додека варваринот јадеше, го посматраше под око кралот, чудејќи му се на неговата великодушност. Стражарите ја доведоа Оксијартовата жена и 2 ќерки. Сите 3 имаа шами преку лицето до очите. Девојките плачејќи му се фрлија на таткото во преградката, а мајката клекна, бацувајќи ја земјата пред кралот. "Симнете ги шамиите од лицето," рече Александар. "Тоа ќе го сторам јас," уплашено прифати жената и ги симна шамиите од лицата на своите ќерки. Помладата беше уште дете, но постарата веќе девојка за мажење. Беше толку убава што македонските војници останаа замаени. "Дали е можно да постои ваква убавица?" со чудење праша кралот. "Постадире Дариевата жена," рече Оксијарт, "се смета дека оваа моја ќерка е најубава во Азија." "Како се викаш?" благо праша кралот. "Роксана," одговори девојката руменејќи. Неочекувано, на изненадување на присутните офицери, кралот му се обрна на варваринот. "Бектранину," рече, "ако дозволиш, јас твојата ќерка Роксана би ја зел за жена. Свадбените свечености според вашите обичаи ќе бидат овде во науката." Оксијарт и неговата жена викнаа од радост и паднаа пред кралот. Роксана клетна покрај нив. "Станете," рече Александар прегрнувајќи. "Вам сега не ви доликува да се држите како робови." По свадбените свечености за време на гозбата, многу македонски војници, за да му угодат на кралот, изјавија дека и тие сакаат да се оженат со персијанки. И само за неколку дена, само во Наутака беа склопени околу 500 бракови. Македонските војници, сега веќе уверени дека Александар има намера да преземе поход на Индија, се повеќе изразуваа незадоволство. Некои зборуваа дека ни чекор не одат понатаму, други ги пакуваа своите работи и ги товареа на коли, приготвувајќи се да одат во Екбатан, а оттаму преку Мала Азила во Македонија. "Сите сме од војување и освојување," зборуваа војниците. "Се снабдевме со доста плен и не сакаме со него да пропаѓаме некаде во Индија." Но цврстата волја на кралот секогаш кај македонците предизвикуваше колебање и понекогаш на брзина ги менуваше на нивните одлуки. Со неколку зборови Александар ги замолче најсмелите, ги смири духовите и ги распали за нов поход. "Што е?" им рече на денот на тргнување. "Ви издодеало да војувате.
Ја разбранивте цела Азија и наполно ги превртивте уредувањето во неа, а сега се приготвувате да одите. Одете, напуштете ја Согдијана, но нема да стасете ни до Бактријана. Персисите меѓаните ќе ви испотепаат. Додека јас освојувам за вас, вие се готвите да ме напуштите. Македонци, јас одам во Индија, а вие правете што сакате. Кој сака може да тргне со мене. Војниците помолчаа некое време, потоа се чу еден продирен глас. Води не кај сакат, ние сме твои, води не макар да не се вратиме. Води не, сите ќе дојдеме со тебе, извикаа и другите. Истиот ден македонската војска ја напушти Мараканда. По зборовите на кралот, ни на еден војник не му текна да мрмори, ниту да мисли на враќање. Војската ја премина Согдијана, удри на Окс и повтор пат ја премина Рајката. Патем на Птоломеј му успеа да го фати сатрапот на Бактријана Бес, кој го уби царот Дарије. Птоломеј го најде окован во едно село, каде што беше го оставиле сатрапите Спитамен и Дафтофрен и побегнале на исток кон реката Инд. Окованиот Бес го изнесоа пред кралот. Зар си се осмелил да го убиеш царот, го праша Александар. Ги убија моите луѓе што ти ги фати и нареди да се погубат, одговори сатрапот. Знаеш ли ти дека царот е Божи пратеник? Праша кралот. Знам, одговори варваренот, но додека е на својата земја. Дарие го убивме кога преминавме во Бектријана, додека бевме во Персија, не му ги дававме сите почести. Според тоа, ти би ме убил и мене, рече кралот, и тебе и сите варвари што ги донесе со себе. Врати Бес, па собрувајќи ја главата додаде. Сметам дека ни еден ваш нема да се врати од овој пат. Мене ќе ме ослободат бактриските коњаници, а тебе Спитамина и Дефтовтрена ќе ве фатат и ќе ве набијат на кол. Многу се надеваш на твоите луѓе, рече Александар. Истиот ден, по наредбата на кралот, на Бес му го отсекоа носот и ушите, го пикнаа оковен во кафес и под јака стража го спроведоа во Бактра, каде што му беше отсечена главата. Малку подоцна на падините на Папернисиус, повторно почнаа борби помеѓу скитите и македонските војници. Откако го постави логорот во една длабнатина, кралот нареди 100 војници да прокрастосаат по околината и да побараат крана. Но од тие македонци ниеден не се врати во логорот. Тоа беше повод за борба. Номадските скити, смели борци и опитни јавачи, неколку пати однесоа победа и ги натераа македонците во бегство. Во еден судир Александар беше ранет во коленото, во друг тешко се разболи и одвај остана жив. Бракајќи ги варварите и тепајќи се со нив, при враќањето во логорот, уморниот крал се напи вода во една бара. 40 дена боледуваше лекувајќи го стомакот и ранетото колено. За тоа време непрекинато се водеа борби на варварски начин, подмолно од заседи и со ноќни напади. И војната би се одвлекла во бесконечност, ако варварите на зверски начин не го убиеа својот водош Спитамен и во знак на покорност и восхит неговата глава му ја испратија на Александар како подарок. Во горниот тек на реката Инд, во близината на градот Таксила, македонската војска застана. На војниците им се чинеше дека е невозможно да се прејде реката. Јунаци, ќе одиме ли преку реката? Викна кралот. Македонците молчеа. Ви пречи багажото, плячканите работи. Вадете ги од колите сувите кожи што ви служат како шатори. Александар грабна сноп слама и го стави под својата кола. Потоа зеде факел, го запали и го пикна во сламата. Војниците гледаа како гори колата на кралот натоварена со скапоцени носии, ткаенини садови и мевови со вино. Посрамените македонци еден по еден ја запалија секој својата кола. Слама и сено имаше во изобилство, зашто беа понеле големи количества. Кога ги наполнија зашиените кожи и шатори со слама, ги поврзаа еден за друг, ги споија со сплавовите и направија мост. За 5 дена сите војници се префрлија на другиот брег. Потоа, водејќи ги коњите еден по еден, ги пренесоа и нив. Откако ја преминаа реката Инд, Александар нареди војската веднаш да изврши јуриш на градот Таксил. Изненадените домородци се разбегаа на сите страни и се скрија во густите шуми и мочуриштата, обраснати со висока трска. Потоа почнаа да се редат денови на непрекинато движење. Македонската војска одеше на исток, преминувајќи ги планинските падини, превои и котлини. Сретнуваше високи шуми и пустини, без вода за 10 дена подоцна да стаса во областа на мочериштата над кои се ширеше тешка магла и треска.
Над колоната идеа глутници, хиени и шакали, но ќе завиваа и се напаѓаа грабајќи се за коски, заборавени рамења, фрлени кожени обувки и други отпадоци што остануваа на напуштените логори. Лавовите, пресити на своето богато ловиште, оддалеку гледаа на колоната војници, не покажувајќи знаци на вознемиреност. Кралот понекогаш со некои офицери ќе се одделеше од колоната и со джилит одеше во лов на лавови. Пред периодот на големите дождови, македонските војници со чудење ги гледаа листопадните дрвја, наполно голи и сувата трева побледена од сончевата жега. Лисијата по грамушките беа широки и тврди како дрва, без капка вода, па коњите јадејќи ги окрвуваа устите. Во речните долини меѓутоа растеа секакви грумошки, мек папрак и мов. Меѓу джиновските дрвја се простираа густо збиени орхидеи со прекрасни цветови и испреплетени корења. Тоа беше област на вечна сенка. Од скапаните лисија се вивнуваа нагоре секако вид трски. Меѓу стеблата растеше густа трева. Сочна и мека како кадифе, таа ги намамуваше преживарите од секаков вид. Поради тоа, витките дела на тигрите и пантерите се провлекуваа низ густата трска. Напладне, кога сонцето ќе дојде во зенитот и почнува неподносливо да пржи, и кога инсектите ќе станат најнападливи и досадни, се живо се скрива во тој густеж, зелен и полн со лад. Македонските војници со денови поминуваа низ джиновските шуми, се пробиваа низ трските и оставаа зад себе изгазен пат, широк неколку десетини метра. Мајмуни од сите видови и бои скокаа од гранка на гранка и се јазеа преку ползавците и повитите, избегнувајќи ги витките стебла на абоносот кои растат на високите рамни и стрмни суводолишта. По многу напори, македонските војници сретнаа широка рамнина и речни долини населени со индуси, крупни и силни мрки војни. Нивните села се ширеа во недоглед, со распрскани куќи, колиби и земјени, а градовите еден до еден беа утврдени со ровови и колови. Владетелот Таксил, силен и бистар војник, држеше под своја власт еден дел од Индија поголем од Египет. Кога се појави македонскиот крал со војниците, индусите го грабнаа оружјето и тропајќи на тапани почнаа со знаци да го разбираат. И најскоро дојдоа до сите страни групи варвари готови во секој момент да стапат во борба. Но до судир не дојде. Во македонскиот логор дојде владетелот Таксил со својата крупна појава, крупни црни очи, кадрава коса и бели заби, тој предизвика восхит меѓу македонците. Тој влезе во кралскиот шатор, го стави оружјето покрај себе и седна на земја. Знам кој си. Сите веќе знаеме за тебе. Почна индусот, омекнувајќи. Ти дојдов кралу како пријател и се надевам дека како пријател ќе ти одам здрав од твојот логор. Зар, рече Александар, не се плашиш дека овде може да те најде зло? Не се плашам. Кралевите не ги убиваат оние што им подаваат пријателска рака. Зошто дојде во мојов логор и што сакаш, праша Александар. Индусот ги прегрна со раце своите колена и заниша со главата. Дојдов, рече да те прашам, дали мораме да се бориме меѓу себе. Ти сигурно не си дошол до Индија за да ни земеш левот и водата. Единственото за кое умните луѓе треба да се фаќаат за оружје и да напаѓаат еден друг. Што се однесува за другото богатство што го имаме, предложувам да го поделиме ако го имаме повеќе од тебе и ако имаш ти повеќе, умеам да ти бидам благодарен на тоа што би ми го дал. Убаво зборуваш, варварино, рече Александар, но се лажеш ако мислиш дека меѓу нас нема да дојде до борба. Мене никој досега не ме победил, па нема да ме победиш и ти. Ке се надпреварувам со тебе во човечност и љубов, а ке се бориме на полето на честа и честитоста. Александар ја подаде раката кон гостинот и го прегрна. Натрчувајќи се со држливоста, двајцата владетели се преполнија со подароци еден другиот. Другите племиња, воинствени и желни за плен, им даваа жесток отпор на македонците. Нив ги потекнуваа на борба индиските филозофи, наречени гимнософисти. Тие одеа од град на град и ги распалуваа посадите на отпор. Кога стасаа до реката Хидаспа, на македонците им беше јасно дека им предстои голема битка. На левиот брег, во правец на движењето на македонската војска, се беа залогориле индиски војници. Зад нив се гледаа коњаници кои крстосуваа долж брегот.
Предпазливи на брзи коњи, тие гледаа непријателот да не ги изненади и да не ја премине реката. 80 слонови, готови за борба, беа наредени во заднината. Тоа беше војската на индискиот крал Пор. Александар го постави логорот на десниот брег на реката, која во тоа време на годината беше длабока. 8 дена македонските војници нагоре и надолу го испитуваа брегот, барајќи место каде што може најлесно да се премине реката. Раштркани на сите страни, тие викаа од секаде, се повикуваа и палеа огнови, кои ноќе светаа на 100 метри. Една ноќ Александар тргна спроти вода со коњицата и пешадијата и под страшен плисок и грмежи ги префрли со сплавови своите војници на еден мал остров. Оттаму, рано во зората, коњицата и пешадијата загази во водата. Макар што до брегот немаше повеќе од 70 метра, војниците со мака ја газеа водата, извлекувајќи ги нозите од калта. Откако стаса до брегот, Александар веднаш почна да прави боен ред. Индискиот крал, забележувајќи оддалеку како се движи македонската фаланга кон неговиот логор, ја поведе речиси целата своја војска. На македонците најнапред налетаа борните коли со српови. Војниците во фалангата се растргаа, па посипувајќи ги со стрели и копја, ги испотепаа коњите и кочијашите. 80 слонови во еден ред, раздалечени само по половина метар еден од друг, одеа кон македонската фаланга. Разлутени од управувачите, джиновите ги размавнуваа сурлите и викаа на цел глас. За слоновите беше бојниот ред составен од пешадија, а на крилата коњаницата. Александар веднаш процени дека најголема опасност има од слоновите, па ги сврте своите коњаници кон левото индуско крило и почна коњичка борба. Друга група македонски војници се префрли со спалови на мостот каде што беше главниот логор. Кратер, на чело на овие војници, извежбани за маневрирање, веднаш направи боен ред и удри на индуското десно крило. Македонските војници, извежбани во безброј борби с удри и престрелки, почнаа да ги потиснуваат индусите. Бракајќи ги од левото и десното крило кон центарот, тие ги собираа во група. За тоа време пешаците непрекинато ги откопчуваа стрелите и фрлаа джилити на слоновите. Ги рануваа и ги убиваа нивните управувачи. Джиновите, рикајќи од болки и бес, кога останаа без управувачи, удрија назад газејќи и соборувајќи индуската пешадија. Кралот Пор беше на најголемиот слон. Висок и без тоа, тој се истакнуваше над сите борци. Неговите војници, гледајќи го како се бори храбро, замавнуваа со мечевите и копјата до последниот здив. Толчени и потиснувани, тие полека се повлекуваа или гинеа, а нивниот крал, опколен со најсмелите борци, ниту помислуваше на отстапување. Александар оддалеку го забележа, па им викна на своите војници: "Не убивајте го кралот, жив фатете го, тој не е дарија кој бега од борба." Најпосле слонот на кралот падна од ударите на копјата и стрелите, а Пор, макар што на неколку места ранет, продолжи да се бори пешки, се додека изморен и истрапен од раните не падна. Македонците го фатија и го однесоа пред Александар. Борбата траеше 8 часови и се водеше под најголема горештина. Пор, откако се напи вода, ја поврати малку силата и го впери погледот во Александар. "Заробен си кралу," рече македонецот. "Што мислиш, како ќе постапувам со тебе?" "Кралски," одговори индусот. "Ништо, тој збор опфаќа се." Пор беше ранет на 8 места. Благодарејќи на уклопот направен од тврд метал, ниедна рана не беше смртна. Кога оздрави и застана на нозе, Александар го прогласи за свој пријател и му ја остави областа со која владееше порано како крал и уште му додаде 70 градови и преку 300 села. Така индискиот крал Пор владееше со своето кралство, што опфаќаше околу 5000 градови и села. Во тоа време загина Александровиот коњ Букефал. Кралот, трогнат од оваа загуба, на реката Хидаспу подигна град и му го даде името Букефал. Еден ден македонските војници во логорот доведоа 200 гимнософисти. Беа ги фатили при ненаден напад на едно село. Индиските мудреци, не покажувајќи знаци на возбуда, застанаа пред кралот. "Сите ќе ве побуду," рече Александар. Мудреците молчаа. "Зар мислите дека ќе ве поштедам?" продолжи кралот. "Зошто го кревавте на востание народот против мојата војска?" "Ние го бунтувавме својот народ," одговори најстариот индус. Александар се замисли.
Упатувајќи го погледот во заробениците, се зачуди. На ниедно лице не забележа страв. Најпосле рече: ќе ви поставам неколку прашања. Кој ќе даде од вас прв најлош одговор, ќе му ја отсечам главата. Обрнувајќи му се на нестариот мудрец, додаде: ти ќе бидеш судија. На крајот ќе кажеш кој од нив прв дал најлош одговор. Најстариот мудрец благо ја наведна главата. Поставувај прашања, рече. Александар му се обрна на првиот од лево. Кажи ми, филозофе, дали има на земјава повеќе живи или мртви? Живи, зашто мртвите не постојат. Вториот доби прашање. Каде има повеќе животни? На земјава или во морето? На земјава, одговори мудрецот, зашто морето е само дел од земјава. Која од живите животни е најлуково? Го праша кралот третиот. Тоа што човекот уште не може да го запознае. Четвртиот на прашањето што го бунтувал својот народ одговори: сакав убаво да живеам или убаво да умрам. Најтешко прашање доби петиот. Дали е постар денот или ноќта? Денот е за еден ден постар од ноќта, одговорил тој. Тој е нејасен одговор, рече кралот. На нејасно прашање му следи нејасен одговор, потврли мудрецот. Кажи ми ти, шестиот, продолжи Александар, на кој начин може човек најдобро да стане мил? Ако има најголема моќ и сила, а не е страшен, одговори. На седмо прашање пребледеа присутните офицери, зашто им се чинеше дека на него е опасно да се одговори. Како може човекот да стане Бог? Мудрецот ги развлече устните во насмевка и одговори: ако направи нешто што не е можно да му се направи на човек. Што е појако, животот или смртта? Го праша кралот осмиот. Животот, врати мудрецот, кога може толку да издржи. Последниот доби прашање: до кога треба човек да живее? Додека не му се стори дека е поарно да биде мртов. Потоа кралот му се обрна на десетиот мудрец, кога го одбра за судија. Сега кажи кој од нив даде најлош одговор. Стариот мудрец се насмеа. Сите одговори се полоши еден од другиот. Тогаш ти си лош судија, потврли кралот. Ќе те погубам тебе, твојот одговор е најлош. Не, кралу, одговори мудрецот, ти нема да ме погубиш, зашто речи дека ќе губиеш првиот што ќе даде најлош одговор. Јас пресудив. Сите одговори беа полоши од лошите. Александар се насмеа, ги дарува мудреците и ги испушти.